Творештвото, распослано во речиси 50 години долгата уметничка кариера на Симон Узуновски, е на увид на посетителите во Музеот на современа уметност во Скопје. Постхумната ретроспективна изложба, насловена Пат за волкодери, ја доловува уметничката уникатност на Узуновски, кој почина 2018 на 69 годишна возраст. Најзначаен е по тоа што се смета од страна на моите постари колеги историчари на уметност за единствен кој што работи чисто концептуалната уметност, односно уметник кој што се ослободил од тие традиционални академски начини на сликање или правење на објекти и скулптура и всушност ги користел моментите кои што по тогашна Југославија со индустриализацијата ги сретевал секаде околу себе. По професија архитект, Узуновски направил пробив на македонската ликовна сцена во втората половина на 70-тите години од минатиот век, уривајќи ги до тогашните академски конвенции на творење. Прв ги користел техниките колаж, асамблаж и инсталација, а наместо ателјеа и галерии избирал алтернативни простори за создавање и презентација на делата. Неретко во креирањето на инсталациите, перформансите и уметничките акции вклучувал и други луѓе. Битен аспект од неговата уметност е тоа што бил антиинституционален, односно неговата уметност е по приватни домови, на улица правел перформанси. Естетичката лабораторија на Филозофскиот факултет е еден значаен период за целокупната култура од тоа време. Неговите инсталации се всушност места каде што се здружувале, каде што заеднички биле поканети студенти од историја на уметност, од архитектура, сите кои што посетители кои што се наоѓале во моментот на неговата изложба, перформанс, акција, учествувале во создавањето на уметничките дела, односно социјалната компонента на создавањето на уметноста. Ретроспективата на Узуновски со над 100 дела ја доловува широката лепеза медиуми низ кои се изразувал, а правел и сценографии. Прикажани се објекти, фигури, колажи, цртежи, асамблажи и апликации со селотеип. Еден вид на ready-made уметност, односно он е најзначаен по неговите дела предели кои што се работени со селотейп. Селотейпот му е некако изразното средство наместо бојата со кое што он правел различни апстрактни и асоцијативни форми. Постхумната изложба на Симон Узуновски е прва во новата сезона на МСУ, која посетителите во рамките на саботното матине можеа да ја разгледаат во придружба на водич. Посетителите ја поздравуваат новововедената пракса на музеот, зашто како што велат, така уметноста полесно ја разбираат и дознаваат повеќе за авторот. Дефинитивно ми се допаѓа, ми недостасувало тоа во музеите, малце подкрепа, нели, дополнителни информации. Јас не се занимавам со уметност и некогаш нели имаш чувство дека тука нешто пропушташ и убаво доаѓаат овие информации, Бојана особено интересна. Секоја толкова уметноста како ќе види, ама кога ќе му објаснат, кога тоа ќе го спореди со својот став, тогаш е веќе поинаку. Интересно е, симпатична дружба, воопшто идејата за матинето и ваква една дружба е одлична работа. И гледам убави лица, убави луѓе. После работна недела убаво е човек вака да се опушти. Ентузијазмот, иновативноста и посветеноста со која создавал Симон Узуновски, како и неговиот порив да ја поттикне средината кон заеднички уметнички чин, поттикнуваат многу емоции и сеќавања. Ти се дозволам, бидејќи лично го познавав, он на крајот соработуваше во така наречената организација Кооперација, здружение неофицијално на уметници од сите возрасти. Он беше и на некој начин духот на тоа здружение. Јас имав прилика да се дружам со него. Он уживаше во моментот на создавањето, на дружбите, преку комуникацијата со луѓето. Он ја создаваше својата уметност. Не е толку крајниот продукт уметничкото дело, туку процесот на создавање. Изложбата е дополнета со видео и печатен материјал кој го документира уметничкото проседе на авторот. Во незините подготовки беа вклучени историчари на уметност, пријатели на Узуновски, кои беа директни сведоци на децениите во кои творел. Патот за волкодери на Симон Узуновски за посетителите ќе биде отворен до 25 октомври.